На само 3 дена од изборите, двајцата водечки кандидати ги прават последните обиди да ги придобијат гласачите. Во кампањата на Џо Бајден се вклучи и поранешниот председател Барак Обама, а Доналд Трамп добива поддршка од неговите деца. Поранешниот председател Барак Обама патува низ земјата во кампања за поддршка на неговиот некогашен подпредседател Џо Бајден. Неговата улога да го напаѓа актуелниот шеф на државата Доналд Трамп. What's his closing argument? That people are too focused on COVID. He said this at one of his rallies. COVID, 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 he's complaining. He's jealous of COVID's media coverage. Со овој начин на говор Обама ја игра улогата на напаѓач. We're going to heal our nation. Од друга страна, Бајден се фокусира на ширење на порака за единство, презентирајќи се како човек кој може да ја излекува поделената земја. Normally that's a strategy that's reserved for the vice presidential nominee. But when you have someone who's as good an attack dog as Barack Obama and who seems more than willing to play that role, since he is more popular and better known than Kamala Harris, it's a reasonable judgment call. Последниот председател од републиканската партија, Џорџ Буш помладиот, не е вклучен во кампањата на Трамп. First, let us remember we have faced times of testing before. Following 9/11, I saw a great nation rise as one to honor the brave, to grieve with the grieving, and to embrace unavoidable new duties. Во мај, кога пандемијата беше во својот врв, Буш ја објави оваа видеопорака за единство. Тогаш Трамп одговори на Твитер со критика дека поранешниот председател не проговорил за време на процесот за негов импичмент. Но затоа кампањата на Трамп се потпира на неговите возрастни деца. Доналд помладиот, Ерик, Тифани и Иванка. Some of you were probably Democrats not too long ago, but you don't recognize what the party has become. Their platform lays out a plan to transform America into a socialist country. He doesn't have the type of loyalty outside of his family, and the family has gained a great deal of prominence during these years. And it seems that many in his base really like to see his son and his daughter out there. Во кампањите се вклучени и сопругите на кандидатите. Џил Бајден е активна на терен. When Joe is president, you won't read the news shaking your head with tense shoulders. Во меѓувреме, првата дама Меланија Трамп за првпат се појави и сама како дел од кампањата. Thank you for all the love and support you gave us when our family was diagnosed with COVID-19. Анкетите на национално ниво покажуваа дека Бајден има предност пред Трамп од 7 до 8% поени. Но оваа маргина е двојно помала во клучните сојузни држави кои веројатно ќе го одредат победникот. Над 80 милиони луѓе веќе гласале, 2/3 по пошта, а 1/3 и на самите гласачки места, онаму каде тие веќе се отворени. Експертите очекуваат дека на овие избори излезноста ќе биде најголема од 1908 година, кога на гласање излегле 65% од избирачите. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.